Власта засега нема јасен одговор на барањето на опозицијата за свикување затворена собраниска седница на која ќе се разгледува прашањето на евроинтеграциите и што има намера да преземе мнозинството за деблокирање на процесот. Иницијативата на СДСМ која ја најави лидерот Филипче следи една седмица откако Европската унија реши да ги одвои Албанија и Северна Македонија од заедничкиот пакет во пристапувањето. Тирана доди напред, а Скопје да чека поради незавршените уставни измени. Па добро, сега мора и Венко Филипче нешто да каже. Сега тој одбрал тоа да го каже. Во ред ќе го анализираме овој предлог на господинот. Еден час по оваа изјава на премиерот согласи и Али Ахмети. Лидерот на ДУИ ги обелодени како што ги нарече 5 приоритети во кои на прво место се евроинтеграциите. Евроинтеграција без никакво одлагање, ветинг за сите политичари, суди, обвинители и носители на јавни функции со меѓународен мониторинг, контрола на имотот за сите носители на јавна функција во последните 33 години, истрага за процесот на приватизација и транзиција, почитување на етничкиот легитимитет на изборниот процес и меѓуетничкиот карактер на институциите, во согласност со волјата на гласачите и заедниците. Тоа се 5 приоритети на Ахмети, кој пак побара вреди коалицијата партии на албанците да ја напушти владата. Премиерот не гледа причина за такво нешто. Можам да кажам дека владината коалиција е стабилна, со огромно мнозинство, со речиси двотретинско мнозинство во парламентот. Имаме една стабилна ситуација, имаме една одлична хемија. Не секогаш логично е да имаме исти мислења за исти теми. Впрочем, во едно семејство постојат разлики, а не па во една ваква сложена институција како што е владината коалиција. Но она што е важно е дека имаме заедничка цел, а тоа е да направиме подобро место за живење. Настапот на премиерот беше на Кривола каде се одржа армиска вежба, го придржуваше амбасадорката на САД, стратешкиот партнер на земјава. Анџела Агелер не ги коментираше закочените евроинтеграции. Кажа дека Соединетите американски држави остануваат поддржувач на земјата за остварување на нејзините цели, порака која беше во контекст на воената соработка. Во идната година предстојат многу важни пресвртници и предизвици и за армијата и за министерството. Можам да ви кажам дека, како и претходно, ќе немате поголем поддржувач и партнер во исполнувањето на тие цели од САД. Знам дека председателот тоа и го пренел на председателката. Барањата на опозицијата за владата да даде јасен одговор што ќе преземе во делот на ЕУ пристапувањето се интензивираа по одлуката на Унијата да ги раздвои земјава и Албанија од заедничкиот пакет. Премиерот не отстапува од иницијативата уставни измени со одложено дејство и покрај тоа што во Брисел му било предочено дека таквото сценарио е речиси невозможно да се оствари. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.